Заменик министар, ви благодарам на контррепликата. Меѓутоа не би можела да се согласам со вас заради тоа што денес дискутираме за едно вакво законско решение кое што очигледно е приоритет на оваа влада, кажува многу колку владата се грижи за граѓаните. Повеќе би милувале граѓаните денеска да слушнат од владата како ќе го подобри животниот стандард, како ќе им помогне на пола милион граѓани кои што живеат во сиромаштие и живеат само со 120 денари на ден. Повеќе граѓаните ќе милуваат да слушнат мерки кои што ќе излезат во пресрет на подобрување на животниот стандард, заради тоа што сиромаштијата е ракот на оваа општество, младите се исолуваат дури повеќе од 80%. Пензионерите, социјално ранливите случаи, лицата со посебни потреби, земјоделците, образовните работници се на улица и бараат апел од владата која што како да нема слух. Меѓутоа затоа има слух да донесе законско решение со кое што ќе воведе дисциплина на умот. Во делот на слободата на медиумите, мислам дека е доволно да го прочитате извештајот на Стејт департментот или останатите извештаи, па и доволно е да ги слушнете представниците на медиумите, здруженија, каде што и тоа како велат дека медиумскиот простор е прилично ограничен, односно слободата на медиумите е на едно критично ниво во изминатите 5 години. Ви благодарам.